Каква туристичка сезона ќе имаме годинава? И дали конечно ќе се вратат странските гости на Охридско-Струшката ривиера? Има ли доволно кадар за работа во угостителство и во хотелиерство? Ова се темите на кои што денеска разговараме со нашиот гостин Крсте Блажевски, председател на Хотелската асоциација на Македонија. Добре ни дојдовте. Добар ден, благодарам за поканата. Да. Се уште сме во некои празнувања, значи Великден, сега првомајските празнувања. Пракса е да се спомнува дека исполнетоста за празнувањата би можела да биде репер за успешноста на туристичката сезона која што предстои. Со оглед на исполнетоста која што имаме неделава, каква ќе биде сезоната? Какви се прогнозите? Прогнозите се многу, не знам сега како да почнеме тука. Сите споредувања што ги спомнавте важеа за од 2019 па наназад. Овие неколку години не може да се ориентираме на тоа, пошто минативе 2 години бевме и затворени, ако се сеќавате 2021 и 2020 во тој период. Гостите беа исплашени од излегување од пандемијата и така натаму, значи и пробувавме да ја спасиме сезоната во јули и во август. Оваа година има малце повеќе раздвиженост, за разлика од минативе 2 години, но далеку од бројките што треба да ги имаме и што очекувавме дека ќе ги имаме. Сето тоа се поремети повеќе заради војната што се деси во Украина и кризата што истата ја донесе заради сите поскапувања кои ги имаме секојдневно и општо туристот, тоест било кое патување станува луксус во една криза. Значи прво треба да сте обезбедени дома со се, па после да имате одмори и поготово подалечни одмори, што ние очекуваме да дојдат од странство. Во моментов уште не знаеме, имаме некои најави дека полските туроператори ја откажуваат дестинацијата поради многу бројни нивни проблеми кои ги имаат во Полска, меѓу другото и број на летови кои треба да ги имаат во воздушниот сообраќај. Сето тоа се лимитира, има помалце број на летови баш во нивните простори и една од тие земји што може да отпадне е и Македонија. Не значи дека понатамошни договори би били исклучени, но во моментот зборуваме за оваа сезона. Многу касно ги добиваме тие информации. Ако ги добиевме овие информации пред 2-3 месеци, ќе имавме планови други, како да ги исполниме тие празни места. И сето тоа е некако на еден начин, не знаеме што утре носи оваа кризна состојба сега. Значи рано е за прогнози. Прогнозите не може да ни влијаат по исполнетоста на празниците кои ги имавме сега и не може по тоа да се ориентираме. Прогнозите секако дека јули и август ќе имаме исполнетост, но минатите години наназад, ако се сеќаваме, ние имавме уште во мај месец холанѓани, април месец имавме турски групи кои кружеа на кружни тури и така да имаше, се усеќаше живот, се усеќаше, градот беше во поинакво видување него денеска што ќе го видиме. Со оглед на сите тие останати работи кои ни се дешаваат, мислам дека ќе пробуваме да извлечеме најдоброто што можеме да го извлечеме во останатиот дел на оваа година, затоа што ако веќе гледаме, ние влегуваме една четвртина, 4 месеци не поминаа веќе. 4 месеци поминаа, една третина од годината не е помината. Да, рековте има откажувања, а кои странски туристи се уште ги имаат договорите? Па договорите стојат, договорите не се раскинати, договорите стојат и со холандските туроператори, на кои се надеваме дека тоа ќе ни покаже, ќе ни биде еден репер како ако тие туроператори тргнат да летаат на оваа дестинација, што верувам дека ќе летат, затоа што туи леташе и минатата година, помалце летови, но леташе. Ако тие летаат, тоа ќе ни биде една добра показател дека сме една безбедна дестинација,
каде што може нели да си упоминете својот одмор и да уживате во сите тие работи кои тука ги пружиме и ги даваме. Значи има некои сакаат езеро, сакаат планини и така натаму. Не е све во море и некои слични нели такви дестинации, но има доста туристи кои баш го сакаат Охрид баш заради тоа. Да, претпоставуваме дека повторно домашните ќе се најбројни, како изминативе 2 години во пандемија. И дали оваа криза сега предизвикана од војната помеѓу Русија и Украина ќе биде многу потешка и многу поопасна отколку кризата предизвикана од COVID-19? Секако, поради прво ќе спомнеме дека времето во кое дојде ова, значи ако ова се десеше во 2019, кога тогаш би биле многу поспремни и финансиски и било нели во било кој поглед, денеска после 2 години сме истоштени. Немавме некоја голема помош за да се пофалиме дека нели обстанавме добро. Ги потрошиме сите пари кои беа на залиха или кредити и така натаму кои треба да ги враќаме сега. И над сето тоа се дешава нели една ваква криза која не е тоа право време и може да се каже дека последиците ќе бидат нели многу поголеми него во претходните 2 години. Значи сепак многу потешка криза од претходната. Општо во туризмот ќе се осети, значи не зборуваме само за Охрид нели за Струга или за Македонија, него општо ќе има помалце патувања, тоа се должи све нели на таа војна која мислевме дека пред месец дена уште ќе некако ќе се заврши, но се продлабочува и ќе ствара поголеми кризи, светски кризи да ги наречеме. Да остануваме со домашните туристи. Домашните туристи исто така ќе бараат некоја дестинација во која ќе бидат исто така побезбедни. Се за разлика од минатите години, значи Грција е отворена, Турција е отворена, има големи дисконти. Мерките, затоа што сега веќе нема мерки. Нема мерки. Ќе биде улеснителна и ќе има повеќе патувања нели и во тие држави. Ќе има ли поскапување на цените на аранжманите и воопшто на услугите во туристичките центри? Знаете како се, тој производ е со оглед на сите поскапувања кои досега ги имаме, а уште поскапуваат некои од намирниците кои треба да ги ставиме во тој производ. Цените се коригирани, но по сите изгледи дека ќе биде тешко да се задржат тие цени, значи ќе мора да има некакви попусти со кои ќе бидат нели привлечени и домашните и странските гости да престојуваат на овие простори. Така. Ќе недостига ли кадар за работа? Како во хотелите, така и во рестораните? Тоа е еден проблем кој што се провлекува со години. Дали ќе го имате и ова лето? Имаме секоја година проблем со кадар. Ова лето исто така ќе имаме и уште повеќе ќе се осети, затоа што минатите 2 лета не можеа многу да излегуваат надвор, нели да работат по други дестинации, како што се Малта и Хрватска, нели најбројни, но оваа година можат да излегуваат и да работат во овие држави и тоа немаме некаква заштита, немаме регулатива. Значи во последните кризни години може да има некој да работел, да добива плата, но не исполнува за таа иста плата, него едноставно се помага, како да кажам, на една така ни беше и во почетокот на кризата кажано, задржете ги вработените, нели, за да добиете и некаква помош од државата, која беше само неколку месеци, но повеќето нели ги задржаа сите вработени во текот на сите тие, да кажеме, од прилика 30 на месеци. И сега после 30 месеци, од кои активно ако се работеле 5 или 6 месеци, нели ако ги тргнеме јули, август што се изработиле, остануваат 20 и нешто месеци, скоро 2 години, кај што некој добивал плата и бил издржуван и денеска му доаѓа нели време кај што може да излезе за Хрватска и тој вика јас си одам. И нема што да се направи. Што е најдефицитарно? Што недостига од кадар? Или во сите гранки недостигаат работници? Па најдефицитарни се готвачи, кувари и послуга конобари. Тоа е најдефицитарно. Се другото некако уште се исполнува. Значи помалку се, но може да се најде. Значи зборуваме за собарици, за рецепција и за
па и менаџмент. Како да го спречиме тоа иселување на некој начин и сезонски да заминуваат, младите ретко се враќаат дома. Па ретко се враќаат, заштита нема никаква тука, значи ако некој работи, пример, зимски период, нели, го чуваме, зимски период се плаќа за да остане да си одработи летниот период. И ако, пример, дојде мај месец и ти вика јас си одам, значи тој си оди и готово е од него. И после тој оди се префрла на таа работа, сезонска, ги работи мај, јуни, јули, август и септември, да кажеме. Во октомври ќе се врати и со тие пари што ги заштедил, ќе си проживее до следната година. Значи, тука мора да се направи некоја анализа, тие пензиски фондови и така натаму, што ќе добиваат тие вработени понатаму. Тоа не сум ја компетентен да го кажам. Значи, Така. има други што треба да се размислува. Соопатна анализа на пазарот на труд. Да. Неизбежно е да ве прашам колкави се штетите од корона пандемијата. Знаеме дека беа огромни и тука ме интересира до каде е помошта од државата. Дали ги добивте тие средства кои што ви беа ветени дека ќе ви пристигнат како помош? Ова година немаме ништо добиено. Имаме барање уште пред новава година, значи уште од ноември 2021. За жал добивме некој одговор писмен дека се разгледува тоа, најверојатно уште се разгледува, да не навлегуваме во тоа. Знаеме дека ситуацијата во државата на кое ниво е, колку може да пружи помош, но со сето тоа, знаете што се ствара? Се ствара една недоверба. Ако некој нели од почеток ви каже да, задржете вработени, направете вака, ќе излеземе сите од кризата, тогаш нели ќе продолжиме и ќе изработиме, ќе излеземе, ама некако ќе добиеме негдека таа помош. Секако дека да сме добиле во некои други поглед, туристичката такса се врати, месеците што беа дадени 5 месеци плата и така натаму, е сега на дел од компаниите кои примија таква помош, тие беа должни да ги вратат тие пари назад. Значи, ако направиле 1 денар позитивен, на крајот на годината, тие мора да ги вратат тие 5 плати, што се влегуваат поново во негатива. Така, некои работи не беа баш добро промислени во почеток, него беа едноставно популистички даваме толку помош, после ви земаме толку помош. Значи, зашто никој сега не кажа колку компании треба да вратат такви средства. Ако нешто се дава како помош, се дава како помош и едноставно таа компанија, фирма и така натаму, тие пари ќе ги врати троstruko. Само ако е жива и ако работи. А ако се затвори таа компанија, нема како да ги врати. Да, и сега колку време ќе му треба на туризмот да се врати во кондиција, во солидна кондиција? Во солидна кондиција, некаде околу 2024 би рекол дека би можело да се очекува нешто такво, но тоа се некои прогнози денеска, значи без околности кои би се дешавале во следниве 5-6 месеци, конкретно кажувам, значи со војната. Ако војната се сопре што побрзо, тоа ќе биде подобро за цел свет. А ако не се сопре, значи ние одиме во подлабоки кризи. Како што гледаме берзите на прехранбени производи, секојдневно растат. Ќе мора некаде стоп да се стави. Да, значи влијаат многу фактори. Влијаат многу фактори. Да не дојде време да се вратиме на 30-40 години назад како сме живееле, за да може да обстануваме, зборуваме. Тогаш нема да бараме минимални плати, него дали ќе обстане фирма некоја што ќе дава таа минимална плата. Значи тоа не знам, тоа се да не зборуваме сега такви негативни работи. Да се надеваме на подобри се надеваме на подобри времења и тоа може да се оствари се само со позитивно мислење и позитивна работа. Значи, ако секој си сработи тоа што треба да го добие, само така ќе одиме напред. Не може да оставаме нешто на некој друг да не го сработи, не може да бидеме среќни денеска, затоа што немаше работа. Значи, нажалост, кај нас во многу фирми е така. Добро е денеска, убаво поминав, немаше работа. Значи, не викаме дека да се исполни таа норма која и да е, значи тоа е позитивното што утре фирмата ќе порасне и ќе плати повеќе, него викаме денес немаше работа, добро е. Така се дешава и со штрајкови и со се останато. Да, повторно ќе кажеме да се надеваме на подобри времења, само со работа и со труд, нели? Само со работа и со труд. Да, и ви благодарам Блажевски на гостувањето. Се гледаме во средна прилика повторно за актуелна тема. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, за вниманието со кое што не следевте. Повторно се дружиме следниот понеделник. До тогаш, довидување.